Коруптивната набавка на радарски систем за македонската навигација се најде и на насловните страници на италијанските медиуми. Весникот Ла Верита објави текст со наслов "Скандал во Скопје, тендер за Леонардо, цигани како нас", во кој се споменува лично генсекот Драги Рашковски и снимениот материјал во кој тој ги навредува италијаните нарекувајќи ги цигани. Рашковски во снимката наводно заговара опремата да биде набавена од италијанска компанија, бидејќи со нив, како што вели, ќе било полесно да се договорат околу цената и да си поделат дел од колачот. Набавката вредна 7 милиони евра требало да биде платена со пари од Европската банка за обнова и развој. Според снимката добиена од анонимен извор, тие сакаат да го склучат договорот со Леонардо, бидејќи би било полесно со италијанците да се договориме, имајќи предвид дека според зборовите на генералниот секретар на владата, тие се цигани како и балканските народи. Според изворите на Ла Верита, планот на македонските директори би бил да постигнат помала цена за системот, прифаќајќи италијанската понуда со цел да можат остатокот од веќе уплатените европски пари на државната сметка да си го поделат. Рашковски денеска се правда, се извинува ако погрешно бил разбран, но не чувствува одговорност да поднесе оставка. Верзијата од разговорот, пак ќе ви кажам, ќе почекате, бидејќи ќе навлеземе во едно римјаните кои што викаат ѓаволско докажување или пробатио диаболика. И затоа ќе ве замолам да почекате разврската, нема видео, има аудиозапис, да ја почекате разврската на целиот случај преку суд, затоа што аудиозаписот е даден на вештачење, да се види каде се и какви видови на верзии се извадени. Инаку скандалите со државната МНАФ не стивнуваат. Денеска медиумите обелодениа скандал со вработен во агенцијата, чија грешка можела да предизвика катастрофа над македонското небо. Инцидентот се случил во мај годинава, кога контролорот на смена им дал погрешни насоки на два патнички авиони кои се сретнале над Дојран. Присебноста на пилотите била пресудна, директниот судир да биде избегнат во последен миг и да бидат спасени животите на стотици патници, кои патувале од Атланта до Истанбул и од Тел Авив до Амстердам. Лани во септември пак системот за навигација на авионите дури половина час бил надвор од функција.